Денес, околу 10:45 часот, над Попова шапка, на северната страна на Церипашина, местото викано Јелак, мечка нападнала дански турист, кој што како дел од 10-члена скијачка група практикувале така наречен фрирайд стил на скијање, односно скијање надвор од скијачките патеки на зимскиот центар Попова шапка. Утрово, со ратраци, оваа група била пренесена до околните врвови, од каде што го започнале своето скијање. На едно место под неколку елки групата застанала да одмори, но во нивна близина се нашле две мали мечиња и веднаш потоа изрипала мечка која што, исплашена за своите мечиња, нападнала еден од туристите гризнувајќи го за ногата. Веднаш потоа мечката побегнала. Повредениот турист бил качен во ратрак, донесен до Попова шапка, од каде што го презела екипа на итната медицинска помош од Тетово и потоа бил префрлен до една од тетовските болници, каде што раната била исчистена и санирана. Се уште немам информации за каква рана точно се работи, но најверојатно не се работи за некаква тешка рана, бидејќи веднаш по преврската на раната туристот ја напуштил болницата. Карактеристично е тоа што последната година имаме повеќе пријави за зголемен број на мечки на Шар планина и особено во овој дел околу Попова шапка. Од тие причини Центарот за управување со кризи ќе иницира неколку работни средби со раководството на Националниот парк Шар планина да се изнајде решение со кое што опасноста или ризикот по граѓаните кои што овде планинарат или кои што доаѓаат од било какви други причини на оваа наша преубава планина, ова опасност од средби со мечките ќе биде намалена, бидејќи сепак се работи за територија во која што мечките природно припаѓаат. И ваквите несакани појави кога мечка, исплашена за своите мали, би нападнала човек, да ги сведеме на минимум.